Председателе Принчов, ви благодарам, ми дадовте голема одговорност сега. Меѓутоа, дозволете на самиот почеток да се заблагодарам на истражувачите за одличната изработка на оваа анализа, на присутните, на гостите, на колегите, колешките пратеници, на почитуваните медиуми. И впрочем, кога дојдов во салата, немав сомнеш дека станува збор за одлична анализа, заради тоа што ја видов професорката Јасна од политички науки, видов и новинарката Катерина, која што знам дека имаш изработена одлична анализа во делот на борбата со лажните вести и така натака, и голем број лица кои што навистина стручно и професионално ја работат својата работа со цел да придонесат во градењето на демократските институции во земјата. И посебно ме радува што денеска присуствувам на втора презентација на Институтот за комуникацијски студии и можам да потврдам дека и како и претходната, која што се однесуваше на борбата со странското влијание и така натака во земјата, така и оваа чинам дека одлична основа за нас како пратеници и пратенички да впрочем пристапиме кој на посериозна самоанализа во тој дел како ние можеме на еден поквалитетен начин да придонесеме во градењето на перцепцијата за овој дом каде што имаме одговорност да работиме и твориме, но понатака и како ние можеме да придонесеме навистина конечно да изградиме едно многу по-транспарентно, по-инклузивно и по-демократско општество. И ви благодарам навистина за исклучително важниот придонес кој што го давате токму во таа насока и во ова партнерство кое што го успеавме да го изградиме во овој краток период, но навистина многу значаен. Како што кажа и колегата Принчов, често пати велам дека ако сакаме да видиме промената, таа да не звучи како клише, може би треба да почнеме пред се од една сопствена самоевалуација, каква порака вие сакате да испратите кон јавноста. Мораме и докрај да бидеме искрени дека ние живееме во прилично дигитализирано општество, во една пазарна економија каде што одредени субјекти се борат по тоа и во делот на гледаноста, меѓутоа и во тоа колку се читани или колку лајкови денес се собрани, истовремено и колку вие како политички субјект или пратеник стигнувате до одредена таргет група или аудиториум, па никогаш може, не сакам да бидам толку критична, но понекогаш може би и дел од одредена риторика е на линија и во таа насока. Меѓутоа, потребно е да поидеме од себе, потребно е да придонесеме и да алармираме и да зголемиме свесноста. За мене оваа анализа е навистина значаен инструмент и се надевам ќе има и поголема видливост заедно со работката со медиумите, со невладиниот сектор, со меѓународните организации, меѓутоа и со колегите и колешките пратеници, да алармираме и да придонесеме заради тоа што за жал имаме една многу негативна појава. Веќе фаќа и декада за жал. Имаме пораст на фемицидот, имаме пораст на семејното насилство, за жал имаме пораст на врсничкото насилство и никако се повеќе и повеќе потребно да говориме за таа стратегија на ментално здравје. Меѓутоа, стратегијата за ментално здравје чинам дека сите ќе треба да дадеме еден посериозен придонес, а придонесот мора да дојде од нас како политички актери, субјекти и тоа што ние ќе го искажаме токму од оваа говорница или од говорницата на пленумот. Затоа во таа, би рекла, демократска битка или заложби за тоа колку повеќе или кој субјект или политички актер ќе го има просторот во медиумите, мораме да воспоставиме одредени етички критериуми кои што нема да бидат само на картија, меѓутоа ќе значат и многу поголем учинок од сите ние кои што партиципираме во тој јавен простор. И затоа верувам дека ово е прв чекор во таа насока, во градење на еден многу позрел демократски капацитет на сите институции, но и на субјектите внатре, за да придонесеме заедно за една поголема свесност во однос на пораката и како таа ќе биде перцепирана од страна на јавноста. И појувам од себе, но верувам и моите колеги, сериозно во даден момент, како што кажа и
професорката по комуниколошки науки, дека многу работи можат на исти начин исто така да бидат презентирани и кажани, а при тоа да внимаваме дали и како таа стигнува до јавноста. За мене навистина е сериозно, не би сакала да се повторувам, но уна насилство кое што за жал има поразвиќе подолго време, никогаш тоа ќе го кажат и многу построчни, треба да се внимава и на јавниот простор и дискурс кои пораки се праќаат и чинам дека сите треба да имаме одговорност во таа насока. Во делот на самата анализа и во делот на видливоста, ценам дека е одличен момент што истата се случува тука како една презентација и дека тукму заедно со медиумите ќе можеме и понатака да говориме на оваа тема или до толку повеќе да следиме виднаш после локалните избори. Меѓутоа, еве да видиме дали можеби токму локалните избори би биле или би дале некаков индикатор дека има подобрување во делот на политичката комуникација на централно и на локално ниво. Ја не би сакала да пропуштам оваа прилика, но и да поставам прашања. Покрај тоа што навистина ви благодарам за сета посветеност и стручност, дали при разгледување на анализата исто така се зема во предвид и одредени европски искуства. Ние го имаме Бундестагот, го имаме парламентот, домовите во Британија и така натака, па на крај го имаме Европскиот парламент, иако за жал со последните случувања не видовме одредена зрелост во делот на комуникацијата, туку напротив имаме со право разочарување и потполно ги поддржувам. Меѓутоа, дали разгледавме одредени искуства кои што можеби со конкретен акцијски план понатака ние би можеле да ги примениме или да работиме. Се разбира тука секогаш е добро во делот на неформалното образование како претеници, но и како служба во собранието да се посветиме во делот на јакнење на капацитетите во комуникацијата со јавниот простор, но и пораката која што испраќаме на полнолетни, но и на малолетни лица кога споделуваме, да речеме содржина на најпопуларната апликација денеска помеѓу младите, а тоа е TikTokот, и каква содржина таму пристига или која е пораката која што пристигнува токму до нив. Уште еднаш ви благодарам на соработката, председателе ви честитам и на вас и на комисијата за оваа иницијатива и се надевам на понатамошна соработка. Ви благодарам.